Почитувани. Денеска прво сакам да ги спомнам заклучоците од одржаниот состанок на кризниот штаб за заштита и спасување на општина Кавадаци во проширен состав, како и дирекцијата за спасување, Центар за управување со кризи и ОВР Кавадаци. На состанокот беа донесени следниве заклучоци и мерки дополнителни од препораките на владата и од оние што ги имаме донесено до сега како кризен штаб. Под 1. Службите на ЈП паркинг да ги дезинфицираат сите банкомати и други слични апарати со средство за дезинфекција на секои 30 до 40 минути, каде што масовно ги користат граѓаните за нивни секојдневни потреби. По 2. Согласно заклучок од 23-та седница на Влада на Република Северна Македонија, Општинска штаб за заштита и спасување препораки на жителите на општина Кавадаци да ги почитуваат сите препораки и да се избегнуваат сите групирања од лица над 5 во присуство на јавни површини. Во однос на овие заклучи за територијата на општина Кавадаци, препорака е да не се групираат на лица над 5 и во викенд населбите, Моклиште, споменикот на 12 младински деца и викендиците на Тиквишкото езеро. На овие места, че има редовни контрола од ОВР Кавадаци и че ги растураат групите од 5 лица на јавни површини. Тука би сакал да спомнем да додадам групирањето на викенд населбите и во затворен простор да се изолира и да не биде практика во викенд населбите и викендисти кои ги поседуваат приватните лица. По 3. Почнувајќи од денес, на трите влезови во градот ќе се постават пунктови за дезинфекција на сите возила кои што влегуваат во градот и транзитираат. На пунктите че дежураат лица од Шумско стопанство Бор, Дирекција за спасување, територијална противпожарна единица, ЈП комуналец, инспекцијско одделение на општина Кавадаци, мој општинар и ОВР Кавадаци. По 4. Представници од надлежните институции за спроведување на мерки. Од ОВР Кавадаци че е командир Сашко Димовски. Од територијална противпожарна заштита Кавадаци е командир Александар Чадамов. Национални шуми Шумско стопанство Бор, шеф на одделение за заштита шуми Петко Ристовски. Дирекција за спасување раководител Драган Котев, Центар за управување со кризи советник Виолета Јованова, Општина Кавадаци, локална самоуправа инспектор за живота средина Даниилов, раководител на инспекцијско одделение Драган Рамов и ЈП комуналец, раководител на секторот за хигиена Петар Камчевски. Сакам да упатам апел до сите жители на општина Кавадаци да во деновите кои што ни предстојат, вклучувајќи од денеска понатаки и следејќи ситуацијата до понеделник, да комплетно се изземат од непотребните движења и непотребните групирања со луѓе и дружби, едноставно да направиме изолација, самоизолација наша, непотребно движење да немаме, за да можеме да се ги заштитиме и нашите семејства и целокупното население на општина Кавадаци. Во моментот сите препораки кои што ги имаме од владата и од Министерството за здравство, ние како општина будно ги следиме. Имаме доволно набавено средства за дезинфекција и на возилата при влез и излез од општина Кавадаци, меѓутоа и за јавните институции, како што е ЈП комуналец, кои се најмногу изложени на риск. Општина Кавадаци будно и за викендот ќе следи ситуацијата, че има на секои 5 часа известување од пунктовите и че имаме координативно тело кое е оставено од кризниот штаб. Препорака до граѓаните да седат дома, да бидеме спокојни и мирни во овој дел не можеме, меѓутоа седењето дома и недружењето со луѓе и на некој начин самоизолацијата е помош најголема која што може да помогнеме и на институциите, меѓутоа и на целокупното население. Се уште официјално немаме добиено име и презиме и сите понатамошни инструкции за прво заразениот од општина Кавадаци жител на коронавирусот. Од сите тие информации кога ќе ги добиеме од Министерството за здравство, ние веднаш ќе постапиме за понатамошни инструкции и понатамошни изолации во делот на лицата кои што биле во дневна или во потесна комуникација со самото лице. Знаете, и Министерството за здравство ги препорачува сите мерки кои што треба, меѓутоа само иницијативата и дигањето на свеста е најголема заштита и мерка во овој ваков период, за да заштитиме до овој временски период на инкубација. Не го прошириме во општина Кавадаци, не дозволиме ова пандемија и се прошири во максимално ниво, односно да не ги дозволиме да се шире, а со средства за дезинфекција на јавните површини, на влезовите у градот, ние
ќе го заштитиме градот надворешно. Меѓутоа самите луѓе кои што ги имаме како жители на општина Каварда ќе мораат само да се заштитат за да побрзо помине оваа инкубација.